Ное влегува во ковчегот. И му рече Господ на Ное: влезете во ковчегот ти и целото твое семејство, бидејќи ти си единствениот праведен пред мене во овој род. И земи со себе од секое чисто животно по 7, од машки и женски пол, а од нечистите животни по 2, машки пол и женски пол. Исто така и од небеските птици, чисти по 7, од машки и од женски пол, и од сите нечисти птици по 2, од машки и од женски пол, за да им се зачува родот нивни по целата земја. Зашто по 7 дена ќе пуштам дожд на земјата, што ќе се излива 40 дена и 40 ноќи, и ќе го истребам од земјата секое суштество што сум го создал. И Ное направи се што му заповеда Господ. Големиот потоп. А Ное имаше 600 години кога се случи потопот на земјата. И влезе Ное во ковчегот и синовите негови, и жената негова, и жените на синовите негови со него, заради водениот потоп. И од чистите, и од нечистите животни, и од птиците, и од се што се влечеше по земјата. Влегоа кај Ное во ковчегот по 2, машко и женско, како што Бог му заповеда на Ное. А по 7-миот ден дојдоа водите од потопот на земјата. Во 600-та година од животот на Ное, во 2-риот месец од таа година, 17-тиот ден од месецот, во тој ден бликнаа сите извори на големата бездна и се отворија окната небески. И се лиеше дожд на земјата 40 дена и 40 ноќи. Во истиот ден во ковчегот влегоа Ное, неговите синови Сим, Хам и Јафет, и жената Ноева, и 3 жени на синовите негови со нив. Тие и сите зверови според родот нивни, и добитокот според неговиот род, и сите гадинки што се влечеа по земјата според нивниот род, и се што лета според родот негов, сите птици и се што има крилја. Влегоа во ковчегот кај Ное по 2 единки, од машки и женски пол, од секое суштество во кое имаше животен дух. И тие што влегоа, машки и женски пол влегоа од секое суштество, како што му беше заповедал Бог. Потоа Господ го затвори ковчегот однадвор. Натопувањето на земјата потраја 40 дена. Водата надојде и го подзеде ковчегот и тој се крена од земјата. Водата се засилуваше многу и се умножуваше на земјата, а ковчегот пловеше по површината на водата. И нарасна водата на земјата толку многу што ги покри сите високи планини какви што има по целото небо. 15 лакти се издигаше водата над планините откако ги покри. Тогаш го изгуби животот секое суштество што се движеше по земјата, и птиците, и добитокот, и зверовите, сите лазачи што се влечат по земјата, и сите луѓе. Се што на копното имаше здив во ноздрите своји, изумре. И се истреби секое суштество што живееше на земјата. Од човекот, до добитокот, и лазачите, и птиците небески, се беше истребено од земјата. Останаа само Ное и оние кои беа со него во ковчегот. А водата беше над земјата 150 дена.